веќе се наоѓа на локацијата каде што ќе го направат разговорот. За кого станува збор, Елизабета, ќе ми дозволиш, бидејќи се работи за мој драг колега и тој мене ми бил уредник, до душе помина 20 и кусур години од тоа време. Слободан Петровиќ е човекот кој што беше меѓу другите награден со награда за животно дело на 13 ноември на празникот на град Скопје. Добро, таа цела церемонија, сега тоа не е прашање за Слободан, ама јас да го кажем контекстот, помина и заради овој скандал што го направи градоначалничката, не се појави на доделувањето на градите, што не говори добро за неа. Но ние sejedno имаме потреба, еве, од еден од наградените, а тој е Петровиќ, да го поздравиме. Испорачемо ги, те молам, моите поздрави и повели со разговорот. Добро утро. Во следните 10 минути ќе имате можност да го проследите со господинот Слободан Петровиќ, кој што е еден од добитниците на престижната награда 13 ноември, која што секоја година градот Скопје по повод ослободувањето на градот ја доделува на истакнати личности кои што дале свој придонес во нашиот град, во македонската метропола. Господинот Петровиќ, со кој што ќе разговараме во следните минути, и тоа како дал голем придонес во и дел од својот живот токму во градот Скопје. Тој ја доби наградата за публицистика и новинарство. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Со го задоволство прифатив поканата и ви благодарам многу за вниманието, колегијално и професионално. Ја подготвувајќи се за разговорот, пронајдов нешто што би сакал да го прочитам, една реченица која говори за наградата и за мене. Автор на текстот е академик Ферид Мухич, истакната личност, водечки филозоф, кој има напишано: наградата за делото на Слободан Петровиќ е дело за 3 животи и 3 награди, стига и престига. Целиот творечки опус на Слободан Петровиќ, како и неговиот животен ангажман, вградени се во современата македонска реалност. Тоа е еден прекрасен коментар за оно што уследи пред и по наградата за животно дело од наградата на метрополата на наша Скопје. Верувам дека сте горд на оваа награда, ја прославивте ли? Одбележавме на соодветен начин, Так. со најблиските своји пријатели. И ова е корисна прилика да им изразам искрена благодарност на сите кои ми честитаа, а бројни се, неброени пораки, мејлови, телефони. Так. Во знак на благодарност за добиената награда им изразувам уште еднаш благодарност. Вие сте долго време веќе во пензија, 13 на години, како што ми кажавте и самиот пред почетокот на разговорот, меѓутоа сте активен пензионер и всушност за тоа говори и оваа награда која што ја добивте, и самиот издадовте и книга во текот на овие години откако сте пензиониран. Може ли ни кажете за каква книга станува збор, кој ве инспирираше и дали можеби ќе продолжите со таа пракса? Прво да искористам прилика да видат гледачите првиот број на екран. 17 година на 20 ноември излезе екран, кој беше феномен југословенски, не само македонски, затоа што имаше просечно највисок тираж во Македонија, воопшто забележан, регистриран тираж од 105.000 примероци. Еве го Сашка Петковска, покојна за жал, на првиот број на првата насловна страница на екран. Убаво подсетување за нашите гледачи и штета што не продолжи да излегува списанието. Жалите ли можеби? Па жалам не само за екран, туку за се она што се случи. Се случи Титаник во македонските печатени медиуми, кога со еден потек, за жал, изданија кои се создавани маклотрпно, се случи да бидат укинати насилно, да не речем насилнички. Тоа е Дневник, Утрински, Вест, Теа, Пулс, Екран и цела редица на печатени медиуми.
Така, меѓутоа сега повторно слободен печат некако достигнува, јас би рекла, еден врв во печатените медиуми. Читате ли слободен печат? Со задоволство го читам и тоа е пример на квалитетно издание во кое се собрани прекрасни новинари, прекрасни имиња, дел од нив да се повла мои ученици. Верувам дека вашата забелешка многу ќе им значи на нашите колеги од Слободен печат и навистина мене лично многу ми значи што велите дека тоа е весник кој што со задоволство секој ден го читате, затоа што навистина многу труд се вложува, еве јас би кажала, во создавањето на секој еден број од весникот. Може ли да се навратите наназад во времето на вашата кариера и да направиме една споредба со тоа како изгледа денеска новинарството? Има ли разлика? Има континуитет. Секој новинар не се раѓа, како што напише во интервјуто за Слободен печат, туку се создава, а се создава макотрпно, со многу откажувања, со многу лишувања, со голема посветеност на професијата. Да ви кажам, како резултат на таков однос кон јавноста, конкурирајќи за наградата 13 ноември на предлог на мои колеги и другари, ја подготвив речиси една книга. Значи не е тоа предлог, едно ливче, едно пусулче што би рекле, туку 120 страници текст кој говори за мене, за мојата кариера. Тоа е, значи, наградата е производ, последица на вложени материјални и духовни капацитети. Голем труд и многу посветеност од ваша страна. Беше ли тогаш полесно да се биде или потешко новинар и како го оценувате денеска новинарството? Има ли слобода на говор, она фамозна реченица која што ние новинарите често знаеме да ја употребуваме? Да, ама не е злоупотребувате. Затоа што вистина постои новинарство кое застана мозокот. Нема проблем, нашите гледачи ќе ви простат. Велите, има новинарство кое што треба да се негува и кое што треба да се чува и понатаму и велите, има навистина слобода на говор. Меѓутоа, да не ја злоупотребуваме оваа реченица, како што велите и самиот. Знаете што ја подготвувајќи се за средбава, прелистував и најдов нешто. Денешен ден е за моето семејство, скопени сме 5 века, е исклучително, бидејќи на денешен ден 1900 година првава ми Савка е родена и таа е наследник на фамилијата Дерибабови, кои се ктитори на Света Петка и на плацот и на самата црква. Така што, еве и во нејзина чест на баба ми Савка, која на денешен ден е родена 1900 година, така. Сакам да ви покажам една фотографија, меѓутоа ако ја најдам. Додека вие ја барате фотографијата, јас би сакала да ве прашам и дали беше тешко да се добие оваа награда и дали беше голема конкуренцијата за доделување на наградата 13 ноември? Толку колку што разбрав отпосле, убедливо сум добитник на престижната награда, од 11 гласа 11 сум добил. А еве ја фотографијата, ова е баба ми Савка, нека ја вечна слава, тетка ми Викторија и мајка ми Марица, родена 22 година. Стари Скопјани и видите како студиска снимка е уште пред толку децени, квалитетна студиска снимка, сочувана во чест и на Дерибабови. Значи голем е вашиот придонес и вашиот личен, меѓутоа како семејство на градот Скопје. Како семејство, да, и честен и почестен сум што сум член на и ја продолжуваме традицијата на Дерибабови. Тука некаде јас ќе ви заблагодарам за денешното гостување во утрински брифинг. Така, останува што да ја покажеме и книгата за која што зборувавме, Одан на дрвото. Со задоволство повелете еден примерок. Благодарам многу, јас со задоволство ќе ја прочитам уште денеска. Благодарам.
Уште еднаш ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ви посакувам многу успех, долг живот. Се надевам дека имаме можност повторно да разговараме. Со задоволство. Јас како еден од помладите новинари, ми е чест што имав денеска можност да разговарам со вас. Мене за големо задоволство и благодарам за вниманието и за поканата. Драги гледачи, ова беше краткото интервју со господинот Слободан Петровик, долгогодишен новинар и публицист, добитник на наградата 13 ноември.